Народниот мудрец умно рекол: сите сме гости на овој свет. Што сака да каже авторот? Сите сме гости на овој свет. Па гости сме, никој не останал над земја. А сите сме овде гости, како што вика, исто кој на некоја слава. И после ден снема, оп, и вака. Па имам чувство дека е така. Гостинка. Се чувствувате ли како гости на планетава Земја? Точно е тоа, точно е тоа. Плюс кога одиш на гости, треба по известно време да си заменеш. Па треба нормална работа, нема да се да спиеш таму. И па како со гостиве, така и со животов на планетава. Така си. Живееш и нема тука да векуваш. Не, па вече нема живот вече. Ќе се спакуваш и Готово. нова винтјага. Па не е баш нова. Ама убаво ви стои. Благодарам. Не видиме винтјагата. Не. Нова, све, фино. Благодарам. Како знаеме и умееме да си го поминеме. Додека сме на гости, па после. А што можеме поише да дрпнеме? Не да дрпнеме. Тоа што си го имаме да си го поминеме. Гости сме на овој свет. Еден ден ќе не нема, нели? Колку би сакале вие да живеете на планетата? Па колку би сакала... 90? Не. 95? Не, помалце, не. 93? Па треба да се живее како гостин, Весели? весели, позитивни, да се помагаме и така. Такво ли е човештвото денес? Не, на жалост не. Ретки се многу. Сите се чувствуваме како да сме вечни, а не дека сме гости на овој свет. Така. Што повеќе да можеме да зграбиме, да го уништиме човекот. Се чувствувате како гости? Така, нормално дека сме гости сите. Не ли е чудно? Сите сме гости на овој свет, а сите сме нервозни, во трка со време, со пари. Оние што се политичари прават војни низ светот, а и тие се гости на овој свет. Така. Како човеков да е, зборам како човекот, како човек да е станат ненормален. Точно така. Точно така. Немаме човечно во нас. Нема човечност во луѓето сега, кој што беше на времето. Суета, горделивост, после мене потоп. Овие гадости еден ден ќе го убијат човештвото. Добро, кога сме на тема гости, кога последен пат сте биле на гости? Сега бев у соботата шо. Каде? Па ќерка ми се мажеше. Леле, честитки! Колку гости имаш? Не бевме многу, 3-40 така бе. Скромна свадба, што така? Па добро се. Толку. Сега испод 200 души, мислам, не знам. Имаше оро играње, ваму таму. Како не. Како не, после 3 дена ми болеа нозете. Масажа. Абе каква масажа, нема кој да ме масира. Зетот дали е погоден? Сетот е топ. А стално уживам на гости. Ви доаѓаат гости? Ни доваѓат за Свети Никола, за Петков ден, за роѓен ден и... Мисля, вака некој комшија да си дојде пријател. Доваѓа. Имам добар во Ѓорче сум тука. Имам добар двор, масичка, ракичка и тоа. И пријатели. Ви доаѓаат гости? Доаѓаат. Значи, после коронава се стабилизира ситуацијата. Па да. Меѓутоа не е исто ништо. Зошто? Па мислам дека луѓето повеќе се оддалечуваат некако глобално, не само короната. Пријателството изумре, другарството, помошта меѓу луѓето. Тоа е све отидено в бајбук, да речем. Што е моје ќе си дојде, знаеме често да кажеме. Тоа е нашата втора тема. Не држи таа место. Јас сум работел на многу места, ај денеска утре плата и денеска ги зимам парите. И шо се? Ко чека ќе дочека, бре? Например? Пример, јас сум чекал да со жена, да имам фамилија, да имам внуци и тоа е. Кој чека ќе дочека, сигурно. Па ете и за работа може да се каже, исто чекав долго време и така се насмев на среќата. Колку време чекавте? Па чекав 10 години. Како невработена имаше еден проект за асистенција, лична асистенција и така отидов, тоа го завршив 4 месеци и сега тоа го работам. Па се знае тоа, што е тоа ќе си дојде. Вас ви доаѓаше? Па некој па доаѓа. Што ви доаѓа, еве, сте чекали, дошло? Абе, на пример, еве, среќа да те послужи нешто. Ќе ти падне нешто, на пример, не си се надел, ти паднало. Седмица на лот. Па така си. Што е моје ќе си дојде, стварно е така во животот? Да, баш сега се справувам со нешто такво што навистина што е мој ќе си дојде. И доаѓа ли? Доаѓа. Еве лично сега баш ме фативте на моментот каде што си го остварувам животниот сон. А тоа е? Тоа е во образование.
Ќе се вработите? Да. Сега? Да. На колку години? Па морам ли да кажам? 42. Ајден 50 нека биде и повеќе. 50 години го остварувате вашиот животен сон. Точно. Во образование, честитки. Што ќе бидете? Наставник? Образован професор? асистент во оделенска настава. Прекрасно. Колку сте среќни и навистина што е ваше си доаѓа. И тоа го во подминати години го студирав тоа да ви кажам. Значи го завршивте и факултетот, така? Таа во рекордно време. Со кој просек? Па скоро 9-ка. Колку убаво. Со ниеден паднат испит да ви кажам. И тоа го завршивме. Следува последната темица. Одиме на гробишта и истураме на земјата. Ракиичка, сокче, винце, кафе, пивце и така натаму. Зошто го правиме тоа? Да ти се најде, така се вика. Кај ќе му се најде кога Па, тоа ја летнал да пред се- 20 години? Па сега тоа е. Таков е обичајот. Без Тако врска, радат. не ли е без врска? Па не знам дали е без врска. Старите терале така и ние ќе си тераме. За умрение тоа. Ви умрел пред 30 години. Па исто се онадо, и за 30, и за една недела исто ти е. За душичка. За душичката. Тоа е. Од старите, за душа. Мислите има некаква врска? Мислам дека нема никаква врска. Тешки глупости. Да. Така останало. Вие го правите тоа? Го правим, да. Го правим. Правите нешто, а не знаете зашто го правите. Да. Колку симпатично. Тоа е. Одиме на гробиште и фрламе ракиичка, винце, сокче на земјата, така? Да. Правиме тоа. Го правите вие тоа? Па го правам, мажот ми е починат, да. Кога одиме вака да запалиме по некоја цвеќе. И ќе фрлите по нешто во земјата. Да. Зошто се прави тоа? За душа, вика, се колку е тоа за душа. Порно ја викам да му дадеш на некој. Да касне, не на земја. Мислам по мое. И по мое. И тоа би било се. Не заборавајте, сите сме гости на овој свет, па затоа, живеј народе и не се нервирај за ништо. Утре ќе дојде нов ден, ќе изгрее сонце.